Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. И се надевам и денес, како и во секоја емисија, ќе доставиме корисни информации кога станува збор за проблемите со вашето здравје. Изминатата недела, 2 април, беше одбележан Светскиот ден за поддршка на лицата со аутизам. За таа цел денеска решивме малку да поразговараме на оваа тема, да доставиме информации околу тоа што представува аутизмот, каква е состојбата кај нас, дали имаме статистички податоци колку често се јавува аутизмот, се разбира кои се знаците, симптомите и како оди потоа третманот од кога нели ќе се детектира. За сите овие информации се надевам дека ќе ви бидат од корист, а одговорна е денешната моја гостинка Михаела Кочовска, која што е логопед и ни доаѓа од Сдруженијето на граѓани во мојот свет од Скопје. Верувам дека ова ќе биде интересна тема, уште повеќе што години наназад се говори дека од година во година, секогаш кога зборуваме за аутизмот, практично бројот на дечиња кои што пројавуваат аутистичен спектар на нарушувања се зголемува за жал. Заради тоа и решивме малку повеќе да говориме за ова и не само на одбележувањето на Светскиот ден на аутизмот, туку треба и многу почесто да се говори, се со цел нели да допре до вас, да ги дознаете информациите, да ги препознаете знаците, симптомите, навреме да делувате, нели да ги однесете дечињата кај логопед, кај дефектолог се разбира, за да видат дали станува збор за нешто такво. Да ја поздравам мојата денешна соговорничка Михаела, добре дојде за прв пат си во Ваш термин и ТВ Сонце и ти благодарам што одвои време. Добар ден, ви благодарам за поканата. Така. Кажав, јас доаѓаш од Сдруженијето на граѓани во мојот свет Скопје. Обично тоа е здружение кое што се занимава со третман на деца и лица со аутизам. Овде вели АДХД и Аспергеров синдром. Што друго третирате во мојот свет? Да. Сдруженијето во мојот свет е здружение за третман и поддршка на лица со аутистичен спектар и атипичен развој. Во Сдруженијето во мојот свет работиме логопеди, дефектолози. Постои многу голем број на деца кои што имаат потреба од нашите услуги. Работиме со деца со атипичен развој, но исто така работиме со деца со типичен развој. И тие имаат некои потешкоти за кои што многу често сме говореле во Ваш термин. Ајде да се фокусираме на денешната тема, значи за аутизмот да кажеме нешто повеќе што представува. Така. Аутизмот е невроразвојно нарушување кое се карактеризира со нарушување во социјалната интеракција, со нарушување во комуникацијата и со некои репетитивни активности. Односно, аутизмот е сложно невроразвојно нарушување кое ги опфаќа сите аспекти на личноста на детето, како што е однесувањето, комуникацијата, учењето и моториката. Многу е важно од почеток да нагласиме дека аутизмот не е болест, туку е состојба со која што треба да се живее во текот на целиот живот. Причините за појавата на аутизмот се уште не се познати. Се смета дека аутизмот е едно од проучуваните психијатриски синдроми, точно кои така, што меѓутоа уште ништо енигма е, се уште ништо не се знае, а вторите се уште се трудат да разберат многу работи. Исто така и ние многу учиме секој ден со тоа што во пракса ги гледаме децата како се однесуваат, што прават. Затоа треба сите многу повеќе да се едуцираме и да знаеме како треба да се однесуваме со децата кои што имаат аутизам. Јас кажав и во најавата дека од година во година се зголемува бројот на дечиња со аутистичен спектар на нарушување. Дали е тоа така и најчесто на која годишна возраст вие како здружение ги детектирате? Така. Статистичките податоци покажуваат дека бројот нагло се зголемува, односно на годишно ниво од 10 до 17% се зголемува бројот на лица со аутизам. Зошто е тоа така не се знае, но се претпоставува дека имаат големо влијание подобрување на дијагностичките методи и се разбира за честеното појавување. Да ви кажам некои статистики што ги знаеме, не се од кај нас, туку се од САД, например, од 2000 година до 2023 година бројот на лица со аутизам е зголемен за 317%. Односно од 2000 до 2007 година секој едно од 150 деца имало аутизам, а денес во 2023 година секој 36 дете има аутизам. Многу тоа е веќе на вистина голема бројка. Така, загрижувачко.
се знае дека 4 пати повеќе се појавува кај машките отколку кај женските. Не се знаат причините, се претпоставува дека има врска половите хормони, но сепак ништо не е докажано. Треба се уште многу да го проучуваме аутизмот и треба многу да ја освестиме јавност и општеството за многу големата зачестеност. Да, навистина, ако порано на тоа беше, како да кажам, навистина многу ретко, сега веќе последниве 2 децении ми се чини и како е зголемен бројот и дури не бевме ни свесни дека постои некое такво развојно нарушување, меѓутоа од кога, како што кажавте и вие и јас како што кажав, навистина од година во година се зголемува бројот и како треба да се говори за нели навреме родителите да реагираат ако забележат некои невообичаени нели симптоми кај своите дечиња. Кажавме дека е зголемен бројот на дечиња, меѓутоа во однос на тоа каков спектар на нарушувања, дали е со поблага форма или со потешка, како стојат тука работите? Можеш ли вака од секојдневната практика да ни кажеш? Да, постојат 3 вида на аутизам, односно високофункционален, кој што може да функционира потполно нормално. Има со просечен аутизам деца, тие треба да се работи со нив многу повеќе, но лицата со низок просек и со степен треба да посетуваат логопед или дефектолог најмалку 2 пати неделно, но финансиската состојба на родителите кога ќе разберат дека имаат дете со аутизам веднаш се менува. Така. Едниот родител секако треба да направи поголема жртва, односно да напушти работа, треба да е присутен со детето 24/7, бидејќи детето има потреба од родител, навистина има потреба од родител и треба да ги сватиме родителите дека и на нив им е тешко многу. И не е срамота да се побара стручна помош. Јас им советувам и на родителите кои што доаѓаат кај нас и кои што тек детето добило диагноза аутизам, да посетуваат психолози, дека сме ние достапни за нив 24/7, кога и да им треба, дека можат да ни се јават, дека треба да се работи исто како и со децата и со родителите. Нив им треба многу голема поддршка, бидејќи се менува во семејството. Буквално се треба да биде едниот родител достапен цело време, а другиот родител да се обидува финансиски да го одржува семејството, бидејќи детето кое што има аутизам треба да посетува логопедски дефектолошки третмани, како што кажав, најмалку 2 пати неделно. Тоа може и преку фондот, но сепак многу е тешко да се закаже термин, бидејќи има многу малку логопеди кои што работат на мој термин. Затоа нормално како секој родител дека ќе се потруди да најде решение и да обезбеди се за неговото дете. Децата со аутизам добиваат некоја минимална поддршка од државата, но сепак тоа не е доволно, бидејќи тука има и медикаментозни терапии кои што треба да се примаат. Знам дека и треба да имаат некој посебен начин на исхрана заради таа интоксикација на организмот и така натаму. Значи си бара во секој случај многу вклученост на повеќе како да кажам стручни лица кои што на некој начин ќе помогнат да тие симптоми или развојот да биде малку полесен, ајде така да кажам, ако може така да се каже. Ајде пака да кажеме кои се тие знаци и симптоми кои што може да ни упатат на аутизам и би сакала потоа нели да проговориме во однос на тоа на оние дечиња кои што се со потешки форми на развојни нарушувања од аутизмот и со полесни форми, па нели имаме оние кои што се со полесни форми, можеби ќе ги, како да кажам, ќе ги испуштат, што се вели, ќе припишат на нешто друго, меѓутоа и тоа е многу важно да се знае. Ајде првен со оние специфични знаци и симптоми. Да. Знаците кои што упатуваат на аутизам можат да се забележат уште од најраната возраст, уште додека детето е многу мало, односно не го следи погледот на мајката, нема баблинг што е многу карактеристичен кај бебињата, не се врти на своето име, нема контакт со очи, не сака да си игра едноставно со другите деца. Има родители кои што доаѓаат и кажуваат: јас го носам во игротека или во градинка, моето дете не сака да си игра со другите деца, се трга на страна, не го интересираат играчките, имаат репетативна игра, сакаат да си играат само со една иста играчка, на пример. Тие се многу обсесивни, сакаат да си играат, ако му дадеме една кола, нема да ги интересира колата како
превозно средство или да ја имитираат како вози, туку не ги интересира, например, тркалото и цел ден ќе си играат со тркалото и немаат никаков друг интерес. Многу е карактеристично за децата со аутизам дека е присутна ехолалија, која што може да биде моментално и одложена. Родителите многу често сами ја забележуваат, бидејќи кога ќе дојдат кај нас на проценка, ние нормално разговараме со децата и ќе ги прашаме, например, како се викаш. Тој во истиот момент ни повторува како се викаш или може по половина час или час кога ќе се заминат од кај нас на мајката да го повтори истото нешто. И така. Значи тоа е еден од симптомите. И тоа е еден од симптомите, да. Многу деца одат на прсти. Тоа ни укажува на некои сензорни нарушувања, можеби, ама е дел од знаците кои што упатуваат на аутизам. Исто така, децата сакаат многу внимание, но за нив е карактеристично дека имаат голем проблем со своето искажување на емоции и со детектирање, односно со прифаќање на емоциите од другите. Кај нив примарна емоција е стравот. Например, кај нас можеме да имаме, например, сега јас сум возбудена, среќна што сум кај вас во емисија, но, например, кај нив тоа не може. Тие или се среќни, или се возбудени, но пред се многу исплашени. Така, да, имаат страв, да, во секој случај тоа е еден од симптомите кој што е поспецифичен за аутизмот. Но како што кажав, сите овие знаци и симптоми сами по себе не мораат ништо да значат. Еве, како што реков, дењето на прсти може да укажува некое сензорно нарушување или не вртењето. Ако повеќе збир од овие сите што ги наведовте, тоа може веќе со сигурност да се тврди дека аутизам. Стручните лица би ви кажале поконкретно за тоа нешто, поред нас, да. Кај вас веќе доаѓаат кога веќе некој ќе ги детектира, па вие ги третирате, така? Да, детектиран или е во тек детектирањето, односно диагностиката. Многу често имаат и проблеми со говорот. И тогаш родителите доаѓаат кај нас. Не мора да значи дека детето ако на 3 години нема се уште говор. Ако е се во ред, само ако не зборува, не мора да значи дека е аутизам. Да, не мора да значи дека е аутизам. Тогаш се бара причина. Друга причина, да, и ние продолжуваме со третман. Секако дека треба секој дете, доколку родителот забележи некоја промена, подобро е да го донеси, да го видат тимот стручни лица, за да се знае точно што се случува, зошто е тоа така, бидејќи за се треба да има објаснување. Така. И понатаму да се работи со детето. Сакав да кажам дека ништо не мора да значи само по себе. Доколку детето не се врти на името, може да има проблеми со слухот. Треба да се проверат многу повеќе работи. Треба многу да се обрне внимание на симптомите кои што децата, односно знаците кои што ги пројавуваат. Да. Сега кога станува збор за диагностиката, вие рековте дека доаѓаат и кај вас, вие ги диагностицирате ли како оди патот? Каде треба да се обратат родителите? Првини кога ќе приметат дека некои овие симптоми кои што ги наведовте се присутни кај нивните деца? Така. Најчесто аутизмот го детектира, односно го диагностицира детски психијатар, но значи сепак да се консултираат прво со детски психијатар. Да, но родителите сигурно не одат прво ке детски психијатар, прво ке посетат обично отпор имаат зашто психијатар, нели, моето дете е во ред. Или пак како што кажав ми со говорот или со моториката, доколку имаат некој проблем ке посетат дефектолог, логопед, па да, ние да ги се сомневате дека постои нешто. Точно исто може и ке матичен лекар и матичните лекари да ги преупатат. Ако појдат кај матичен, тие веднаш ги упатуваат на детски психијатар? Да, или некогаш треба да... Или зависи од симптомите. Треба поголем стручен тим да го види детето, тоа не се диагностицира во еден ден. Тоа е значи сепак се консултира со повеќе стручни лица, и со дефектолози, и со логопеди, и со детски психијатар, друг кој е вклучен? Невропсихијатар, психолози, психијатри, се тоа е вклучено. Се е тоа вклучено. Тим, еден цел тим од стручни лица. Со слухот. Така. Мозокот кај децата се развива во текот на првите 4 години. Тогаш интензивно се формираат клеточните градби кои што ни се главни за добро функционирање на мозокот. Тоа се нарекува пластичност на мозокот, односно доколку одредени клетки не ја вршат работата
точно како што треба, односно не вршат работата на посакуваното ниво, други клетки ја превземаат нивната работа, доколку се доволно стимулирани од надворешната средина. А кои се тие од надворешната средина? Логопеди, дефектолози, психолози, психијатри, сите треба да се посетат и да се дадат соодветни третмани. Но пластичноста на мозокот трае во текот на целиот живот, но после 4-та година таа нагло опаѓа и нагло се намалува и затоа ние како логопеди и нашата сродна професија дефектолози најмногу сакаме, односно најдобро е и за детето до 4 години да почне со третмани за да можеме најдобро да имаме најдобар успех, најдобри резултати, да, најдобар успех. И сега, пред да преминеме нели на зошто е битна раната диагностика и раната детекција, мислам дека пред да го проговориме тоа ќе го пуштиме прилогот, меѓутоа една друга работа сакав да ве прашам, бидејќи многу често кога сум говорела на оваа тема се вели дека и лицата кои што се премногу, односно децата кои што се премногу интелигентни, може да се каже дека имаат аутистичен спектар на нарушување, бидејќи има дечиња кои што еве јас многу често сум слушала дека уште од мали сами читаат, уште на 3-4 годишна возраст, никој не ги учи, имаат висок коефициент на интелигенција. Сте сретнали ли во вашата практика вакви дечиња? Да. И кои се тие симптоми кај тие дечиња што треба родителите да ги забележат, пак да знаат дека можеби станува за некој благ аутистичен спектар на нарушување? Како што кажав и на почетокот, дел од знаците кои што упатуваат на аутизам е нивната обсесивност, односно тие се заинтересирани само за едно нешто, дали се бројки, дали се букви, дали се животни. Например, доаѓаат кај нас на третман, одма одат каде што се бројките и седнуваат си земаат книгите каде што има математика, например. И тие едноставно нив тоа најмногу ги интересира. Затоа викам има некои многу високо функционални деца кои што можеби се многу поинтелигентни од децата со нормален, односно со типичен развој, кои што пример во математика ќе бидат далеку подобри од нив. Многу децата се со аутизам, како да кажам, чудни. Чудни, треба ние како логопеди, примери дефектолози кои што се среќаваме со нив многу често, односно 2-3 пати во неделата не гледаат нас, ние ги запознаваме нивните вештини, гледаме што сакаат, гледаме што ги интересира. Многу е добро да ги насочиме за понатаму во животот, со што сакаат да се занимаваат, бидејќи тие не треба да ги отфрламе од општеството. Така е, точно така, и треба и тие да бидат вклучени во нели, затоа и се работи на онаа инклузија која што се работи нели на лицата со развојни нарушувања. Михаела, бидејќи кажавме дека многу стручни лица се вклучени во процесот на третманот, знам дека и како што напоменавме преска, исхраната е еден од многу важните елементи кај овие дечиња. Претпоставаме и суплементите. Дали практично во секој третман се вклучени и нутриционисти, можеби кај овие дечиња, дали сте информирани? Кај одредени дечиња, по некои поспецифични случаи. Да, само кај поспецифични случаи, каде што родителите забележуваат некои промени, каде што децата не им одговара храната или има некои промени, се упатуваат кај нутриционисти, се дава посебна исхрана, посебни витамини, посебни суплементи кои што треба да ги примаат, но сепак не е тоа често и не е баш кај сите деца. Не е баш кај сите. Добро. Ние бидејќи во соработка со магистар Татјана Павлова, која што е нутриционист оваа сезона, правиме одредени прилози кои што се однесуваат на некој вид на исхрана или специфичен некој витамин, па денеска одлучивме да доставиме информации за витамините од групата Б, значи за што се корисни, по која се храна може да ги најдете. Денеска ќе го слушнете од оној прилог кој што во продолжение ќе ни го пуштат од режија. Комплексот на Б витамини опфаќа неколку витамини од Б групата.
Сите тие поединечно имаат своја засебна улога, меѓутоа заедно најчесто ги велиме како група од Б комплекс. Многу често ги поврзуваме со појавата, доколку ги консумираме, со појавата на покачена телесна тежина. Меѓутоа, нивната улога во нашиот организам е итекако значајна и е неопходна. Па така би кажале дека они најпрво учествуваат во градбата на нашите органи. Второ нешто што се значајни се за работата на мозокот, за помнењето, концентрацијата, за како подлога на создавање на одредени невротрансмитери, значи добри се и за дигестивниот систем, за да не западнеме во анемија и така натаму. Од оваа широка палета на Б витамини, нас најпознати се витаминот B6, кој што најчесто го викаме и како бедоксин или пиридоксин, потоа фолната киселина B9, витаминот кој што исклучиво го добиваме од исхрана од животинско потекло, тоа е витаминот B12, пантоненската киселина како B5, потоа тука се витаминот B1, витаминот B2, B3 и некои најнови истражувања засега ни го имаат откриено витаминот B17 кој што игра улога во заштита од одредени канцерогени состојби. Како најпознат го спомнавме витаминот B6. Тој представува витален витамин кој што го добиваме од исхрана од растително потекло, меѓутоа неговата улога ни е пред се како подлога за создавање на допаминот. Допаминот ни представува еден од најзначајните невротрансмитери кој што ни е потребен за правилна функција на нашиот мозок. Недостатокот на Б витамини исто така може да се рефлектира во одредени состојби како што се заборавеност, како што е деменција, како што е мускулна слабост. Потоа доколку имаме проблем со одредени дигестивни нарушувања, каде што е апсорбцијата на Б витамините намалена, исто така можеме да се соочиме со недостаток. Витаминот B6 или пиридоксинот можеме најчесто да го најдеме во храна, како што се целозрнестите мешунки, како што е рибата, компирот, наутот, мешунките и така натаму. Следен витамин кој што исто така е значаен е фолната киселина или витаминот B9. И најчесто велиме дека тој е витамин на нашето расположение. Вообичаено кај популација каде што се истакнати одредени депресивни состојби, велиме дека консумираат храна која што е сиромашна со фолати или имаат недостаток на фолна киселина. Овој витамин итекако е значаен во периодот на бременоста и најчесто, односно секој пат е препорачана негова дополнителна суплементација. Инаку витаминот B9 најчесто се содржи во лиснатиот зеленчук каде што и го земаме. Односно храна преку која што го земаме. Исто така, потребен е и за состојбите со анемија, за да може железото многу добро да се поврзе и да си се во нашиот организам складира онаму каде што треба, потребно е да имаме доволна количина на B9, односно фолна киселина, во синергија со С витаминот, значи ни создава добра подлога за создавање на железо. Следен витамин кој што е директно поврзан со состојбите на анемијата е витаминот B12. Од сите Б витамини кои што ги добиваме преку исхрана од растително потекло, за витаминот B12 би кажале дека исклучиво можеме да го добиеме доколку консумираме храна од животинско потекло. Витаминот B12 се содржи во месото, млечните производи, рибата и така натаму. Особено е значаен да се консумира во оптимална количина во периодот на адолесценцијата и во периодот на бременоста. Најчеста популација која што страда од недостаток на витамин B12 ние вегетаријанската популација, односно веганската, каде што кај нив многу често се препорачува и дополнителна суплементација, бидејќи тоа е популација која што многу ретко консумира храна од животинско потекло. Исто така тука би напоменала дека неговата поголема содржина може да се содржи и во јајцето.
исто тоа не е храна добиена од животинско потекло, па јајцата се исто така препорачлива храна кога се соочуваме со состојбите на анемија, односно кога имаме пат на витаминот B12. Нареден витамин од групата на Б витамини, кој што би го напоменала, би ја напоменала пантоненската киселина или уште познат како витамин B5. Витаминот B5 најчесто го наоѓаме во храната како што се крстоцветните зеленчуци. Тука би ја спомнала брокулата, би ја спомнала зелката, би го спомнала карфиолот и така натаму. Пантоненската киселина уште се содржи и во некои видови на црвено месо. Многу често ја сретнуваме во јогуртот, би го истакнала како еден од млечните производи. Незината улога е во развој на хормоните. Значи, за да имаме правилен хормонален статус, и како е значаен елемент од нашата исхрана. Во некој тип на литература или медицината уште пантоненската киселина заедно со фолната киселина ги сметаат и во категоријата на коензими. Па од тука уште повеќе ни е истакнато нивната важност во секојдневната исхрана. Како помалку познати витамини од групата на Б витамини ни се витаминот B1, витаминот B2 и витаминот B3. Овие витамини исто така се содржат во храна од растително потекло и нивната улога, значи, е позната по тоа што учествуваат во разградбата на шеќерите, односно правилниот транспорт на шеќерите во нашето тело, значени се за правилниот сон и вообичаено популација која што има нередовен сон, има и дефицит на Б витамини. Па поради тоа би кажала дека Б витамините, односно Б комплекс витамините не ни се поврзани само со зголемувањето на апетитот и покачувањето на телесната тежина. Ние во неколку реченици накратко ја споменавме нивната огромна улога во сеопштото физиолошко здравје на еден организам во текот на денот. Ете така, почитувани гледачи, можевте и од овој прилог многу убаво да се информирате за важноста на Б витамините, значи кој за што е важен, каде можете да го најдете, се разбира во исхраната. Тања многу убаво сето ова го образложи. За оние кои што подоцна се вклучија, говориме на тема аутизам со Михаела Кочовска, која што е логопед и ни доаѓа од Сдруженијето на граѓани во мојот свет од Скопје. Ние предходно пред да го пуштиме прилогот, кажавме многу работи општо и за аутизмот, и за честеноста на појавата, и за симптомите. Стигнавме негде до тоа да кажеме зошто е битна раната диагностика и раната интервенција. Па, еве се надевам дека се тоа што ќе го слушнете во продолжение, оние кои што подоцна се вклучија, многу е битно да напоменеме ако забележите некои од оние симптоми за кои што говоревме, а ќе ги повториме пак негде при крајот, да се реагира навреме, се разбира, за да може да се работи со тие дечиња соодветно, да се вклучат сите оние стручни лица кои што треба да се вклучат и секако се со цел за понатаму, како што ја кажавме претходно со Михаела, да имаат во иднина и тие вклученост во сето она што се вели и кога станува збори за учењето и понатаму за работата и така натаму. Михаела, ќе се сложиш со мене се тоа што го кажав, заради тоа и се работи на инклузијата на лицата со развојни нарушувања. Ајде стигнавме негде до тоа зошто е битна раната детекција и раната интервенција. Така. Како и што напоменав и претходно, раната детекција е една од најбитните работи за лицата со аутизам. Треба да искористиме таа пластичност на мозокот, односно како што кажав дека клетките кои што не се извршуваат својата работа, нивната работа ќе ја превземат други клетки кои што се доволно стимулирани од надворешната средина, а тоа се логопеди, дефектолози, односно третмани со логопеди, со дефектолози, тука се вклучени и психолозите, и психијатрите и многу други. Так. И кажавме и напоменавме дека со лицата со аутизам се работи со еден голем стручен тим кој што треба да посвети многу време за да се постигнат одредени резултати. Так.
раната детекција, односно раната интервенција, како да кажам, најбитна. Треба бидејќи што порано се што реагира подобро и кога порано ќе се детектира проблемот, побрзо и ќе се Така. пристапи кон решавање, како што кажеме, ќе има побрзо резултати Така. во однос на сите. Да, и детекцијата се случува од 18 месеци до Така. 24 месеци, додека детето е се уште мало, додека тогаш ще појавуваат главните знаци кои што родителите можат да ги забележат. Да напоменам дека третманите не се битни само за децата, третманите се многу битни Така. и за повозрастните кои што имаат аутизам. Треба да се работи и со нив, но со таа пластичност на мозокот, додека детето е мало, може да се научи најмногу и да Сакате биде да кажете дека најфункционално. ако се почне во порана возраст, ќе Точно. биде подобро функционирањето на детето кога веќе ќе стане повозрастно, така? Така, да. А кога веќе ќе се испуштат работите во малата Да. возраст, ако веќе почне да се третира детето на пример на 7, 8, 9, 10 години, тогаш е малку потешко да да, се ќе има да се многу добијат побавен резултати. успех. На пример, сега се прават развојни проценки од 3 до 6 месеци, каде што се гледа како напредува детето. Ние тоа го гледаме во секојдневна пракса и гледаме дека имаме многу поголем успех кај децата кои што имаат 4, еве максимално 5 години, таа е крајна граница, Така. спрема другите деца. Имаме ние во пракса и деца кои што се уште не им е дијагностициран аутизам, но од прилика на година и 5 месеци, година и 8 месеци почнуваат да доаѓаат бидејќи гледаат кај децата некои одредени промени. Тоа се случува кога детето има, на пример, поголемо или помало братче, Добро. вообичаено поголемо, каде што родителите гледаат разлика во однесувањето, во начинот како растело едноставно детето, во моториката. Можат да споредат, да видат како се однесувало поголемото дете спрема малото дете и многу брзо реагираат и затоа ни е нас многу мило што се повеќе се освестуваат и сакаат да побараат помош, бидејќи некои родители се уште некако се како со стереотипи, Видете, ако се секогаш е каже, тоа да. така, кога на некој родител ќе забележи, ќе примети кај своето дете некој проблем, секогаш некако може би му го припишува на нешто Точно. друго, ајде, нели, може да е од доба, може да е од Точно. она, меѓутоа најдобро би било кога нели првен родителот би го прифатил проблемот Точно. кај своето дете за да може нели да го однесе на соодветно стручно лице и кај соодветно се извинам стручно лице пак да се увиди на вистина што е проблемот за да биде полесно и за него како родител, а и за детето Точно понатаму во текот на развојот. Така. Треба родителите да се свесни дека тие не се виновни за состојбата на детето, дека тоа не е вина за не Точно како така да и не биле не е добри виновно родители. и самото дете, така. Не е виновно ни Едноставно се самото дете. случува тоа. Колку побрзо родителите се помират со ситуацијата, толку ќе имаме подобри резултати. Или ја прифатат на Да, некој и ја начин. прифатат. Ние, Така. на пример, кај нас третманите траат 45 минути, но со детето треба да се работи дома многу повеќе од 45 минути во текот на целиот ден. Дали вие им затоа- посочувате што Да. треба и како треба да прават дома со своето дете, што да работат? Да. Ние сме во постојан контакт со родителите. Така. Ние им даваме материјали, ние им кажуваме и како да се однесуваат. Многу од децата имаат променливо однесување, често имаат тантруми, на пример, еве, една мајка Скопје е големо, нашиот центар се Така, наоѓа да, во да. аеродром, доаѓа од Ѓорче Петров. Нема финансии да го носи со кола, например, или со такси, го носи со автобус. Децата со аутизам се многу Специфични се, да. специфични и Можеби сензорни. не сакаат да се возат со автобус. Точно, нив им сметаат. Затоа реков дека сензорни им сметаат звуците, им Сите смета звуци, да. допир, им смета жешко, им смета гужва. Мајката, кога дојде ми кажува, легнува на земја детето и плаче. Не може никако да се смири. Околина околу нив секако Така, има многу луѓето се луѓе, чудат, да, се што се чудат, на случува. мајката и е непријатно, Да. но сепак во такви ситуации детето е престимулирано, треба да се остави барем 5 минути самото да се стимулира, а не доколку се знае тоа, на мајката е непријатно, сака да му помогне на детето, но сака и
како да кажем, и да го заштити од друга страна, да не го гледаат луѓето на страна, да не коментираат. А тоа детето не може да го разбере. Да, не може да го разбере и е лошо, бидејќи се пренесуваат се уште и доколку му зборува, се достимулира со аудитивни стимулации, со вестибуларни, со тактилни, доколку го допира или ако го земи во раце, го ниша, ајде, смири се. Му треба време на детето. Барем 5-6 минути да се смири. Затоа кажувам дека многу од децата имаат тантруми и треба да ги разбериме и не треба да ги одбегнуваме и треба да се разберат исто така и родителите. Какви се терапии применувате за да се подобри функционирањето на овие деца? Освен она што вие како логопед, кој сте дефектолог исто вклучен, претпоставам. Точно така. Има ли некоја друга поспецифична терапија, освен она што вие работите со нив? Може да кажете и што конкретно работите. Так. На што работите или зависи од нарушувањето кај секој дете различно, претпоставам. Секој дете е различно, не може да се каже дека две лица со аутизам имаат идентичен аутизам. Не постои, секој дете си индивидуа за себе, секој дете си има различни знаци, симптоми. Значи, вие работите според оние симптоми што ги се прават развојни проценки, детето доаѓа на проценка, ние мора да се запознаеме, постојат 2 недели период на адаптација, кога детето треба да се адаптира на нас и ние на него, да осознаеме што знае тоа, да видиме до каде е стигнато. Се работи со целиот тим, го гледа и логопед и дефектолог. Постојат многу третмани кои им помагаат на децата. Пример, АБА метод, постои Sunrise, Forbrain. Постојат многу методи, најкарактеристичен е Play методот, односно методот преку игра, каде што тоа им го препорачуваме и на нашите родители. Децата најмногу учат преку игра. Имитација, пример, животни, возила. Вообичаено, јас како логопед, доколку дојде дете со аутизам, се започнува кај секој дете од основното телесна шема, дали знае очи, нос, уста, раце. Потоа продолжуваме со полесните гласови кои што полесно им е да ги сватат, а не се тешки и ги има во секојдневието. Почнуваме со плозиви, па со фрикативи, африкати. Се даваат материјали на секое дете дома, мајката. Тоа ние што го работиме за време на третманот, да го повторуваат и дома, за да може да се постигне успех. Како што кажав, 45 минути е многу мало време од тие, пример, 18 часа ако е детето активно. Така. Бидејќи, нели, многу е, како да кажам, специфично она што се случува со овие дечиња. Кажавме дека треба да биде вклучен цел тим. Би сакала само уште еднаш да ги напоменеме симптомите, бидејќи можеби некој се вклучил подоцна, па да ги знае за секој случај, иако многу сме говореле, значи многу се говори за тие специфични симптоми кои што треба да се забележат. Меѓутоа, ајде да ги повториме за сите оние кои што подоцна се вклучи, а не следеа од почеток, да знаат ако забележат нешто кај своите внучиња, кај своите дечиња, да знаат да се посоветуваат и да се консултираат со стручните лица кои што ги наведовме претходно. Така. Кај децата со аутизам знаците се забележуваат уште од најрана возраст. Тоа е нема мимика на лицето, не го следи изразот на лицето на мајката, нема баблинг, има потешкоти со говорот, не се врти на своето име, нема контакт воопшто со очите. Не е заинтересирано да се игра со други деца, да се дружи. Одење на прсти, кажавте, повторување на прашања. Да, ехолалија е присутна. Така. Многу има симптоми. Да. Стварно можеме да говориме да ги потенцираме и оние дечиња што се преинтелигентни и таму да обрнат внимание. Да. Многу често децата со аутизам зборуваат во второ лице еднина, на пример, ти ќе одиш денес на училиште, сакаш да читаш книга денес, си зборува цело време во второ лице, на всушност мисли за себе си, а за себе мисли, да. Добро, значи навистина убаво вака објаснивме во однос на симптомите. Се надевам дека сите вие кои што не следите и еве понатаму и репризните изданија кои кога ќе ги следите, ќе ги запаметите и ако забележите, се разбира, како што кажа и Михаела, многу е важна раната детекција, како што напомена во првите 18 месеци, да кажеме,
ако почне да се третира едно детенце, тогаш навистина ќе има поголеми резултати, отколку ако почне да се третира некој на 7, 8, 9, 10 години, тогаш навистина, како што напоменавме, е многу потешко да се дојде до оние резултати кои што се посакувани, нели, за да може понатаму функционирањето да им биде полесно и инклузијата, нели, во целото наше општество. Сега малку имаме уште време да проговориме за работата на центарот. Ме интересира и издруженијето во текот на целата година. Дали имате некои активности? Бидејќи нели се одбележуваат сите овие денови и за Даунов синдром, и за аутизам, и за многу други развојни нарушувања, дали некои активности правите, планирате, се вклучувате во некои други, ајде да кажам, одбележувања на вакви некои денови? Да. Нашето здружение, односно Здружение за третман и поддршка за лица со аутистичен спектар и атипичен развој, имаме 3 центри, еден во Скопје и 2 во Охрид. Моментално се отвара уште еден во Скопје и уште еден во Охрид, односно уште 2 центри, се со цел да им се помогне на децата кои што се засегнати со аутизам, односно да им дадеме максимална поддршка и да направиме се од себе. Во текот на годината се организираат многу работилници и конференции. Баш минатата недела имавме една панел дискусија која што беше многу корисна за родителите посебно и им даде многу голема, како кажам, поддршка, поттик. Дојде мајка другиот ден, ми го носи детето на третман и кажува: јас сум нова мајка, фала ви многу што ни покажавте нешто повеќе, што научивме нешто повеќе. Многу е добро родителите да посетуваат такви панел дискусии, конференции кои што ги организираме, кои што се бесплатни и кои што може секој родител да дојде и да слушне нешто повеќе, да праша доколку нешто го интересира, бидејќи учествува дефектолози, психолози, лекари, да. Целиот стручен тим кој што работи со детето. Што е нешто што е скоро што треба да се случи, а го организирате? Скоро организираме многу работилници. Например, сега започнавме со работа со деца за предучилишна возраст. Тука се вклучуваат и децата со аутизам. Да, тоа е сега актуелно, нели, во овој месец кога треба да се запишуваат првачињата во училиште. Да. Не е потребна предучилишна подготовка само за типичните деца, туку за сите деца, затоа доколку им треба третман и поддршка на децата и на родителите им треба помош за да се подготват за наредните предучилишни денови, слободно можат да се обратат кај нас. Да. Освен тоа, нешто друго до крајот на годината што можеме да го напоменеме, нешто што е поете така позначајно? Или сега може би не ви текнува? Се уште во моментов не ми текнува, да, но можете слободно да не следите на социјалните мрежи каде што навремено објавуваме се и ќе се знае. Добро, Михаела. Уште еднаш вака како за крај да го заокружиме сето тоа што говоривме низ целата емисија во однос на аутизмот. Што се еве 2-3 работи што се најважни во нашето општество воопшто за лицата со аутистичен спектар на нарушување? Најважно е да се знае дека се и тие деца како и сите останати, дека не треба да се одбегнуваат, дека да не се стигматизираат. Да, како што кажав примерот во автобус, дека треба да се прифатат такви какви што се и дека треба исто како што им треба третмани на децата, им треба и на родителите, мислам дека многу повеќе треба да им се обрне внимание на родителите, да. Многу поголема поддршка на родителите затоа што тие се еден од клучните фактори, но најбитен фактор. Ние сме тука 45 минути, но тие се во текот на целиот ден. Тие се оние кои што се најголемите борци за своето дете во ова, како да кажам, секојдневие кое што го имаат дечињата со аутистичен спектар. Ти благодарам многу, се надевам дека убаво се чувствуваше во студиото на ТВ Сонце и во ваш термин. Соработката еве некако ја започнавме со вашето здружение на граѓани во мојот свет, со оглед на тоа дека третирате и АДХД, а одамна сакам да обработам таа тема и е навистина добро да се разговара за тоа. Ќе се договориме со некој од вашите таму колеги да дојдат овде кај нас, па и оваа тема да обработиме и да доставиме информации до нашите гледачи. Ти благодарам уште еднаш, ви посакувам успех во сето она што го работите, а секако, како што кажав, со некоја друга тема ќе се искомуницираме и ќе се договориме за ново гостување.
Благодарам. Благодарам и јас на вас за поканата. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам и вас. Еве за сето она што говоревме, слушнавте Сдруженијето на граѓани во мојот свет, што се нуди, па ако некој од оние кои што не следи сака да стапи во комуникација, слободно може да се јави во нашата телевизија, ние ќе им дадеме бројче и ќе може да се исконсултираат и да се договорат за сите проблеми со кои што се соочуваат со дечињата, посебно за аутизмот на денес за кој што говоревме. Навистина, следете ги вашите дечиња, внучиња, доколку забележите некои од оние симптоми специфични за кои што говоревме во оваа емисија, тогаш веднаш појдете или ке матичен лекар, тој ќе ве упати каде понатаму да се детектира проблемот, што е проблемот точно и така натаму. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време со нов соговорник и нова тема.